А инаку глобализацијата, напредокот на комуникацијата и транспортот ја олесни глобализацијата и на здравството. Пациентите можат да истражуваат, но и да избираат медицински установи ширум светот, проширувајќи ги нивните можности за лекување. За можностите и потенцијалот за развој на здравствениот туризам во Македонија во студиото разговарам со мојот гостин, доцент доктор Љупчо Јаневски, професор по туризам. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата. Здравствениот туризам опфаќа широк спектар на услуги кои се движат од рутински прегледи, стоматолошки процедури, потоа изборни операции до сложени третмани како што се кардио, хируршки операции, третмани за рак и терапии соматични клетки, а тука ќе го вброиме и спа туризмот, односно банјскиот туризам. Сега првото прашање веднаш се наметнува. Кои, односно какви се можностите и потенцијалите во земјава за развој на здравствениот туризам? Ги имаме, нели? Благодарам на прашањето, пред се комплименти за претходниот соговорник, кој што многу добра има научена лекцијата. Може многу добро да работи во туристичкиот сектор. Секако треба да потенцираме на самиот почеток дека сосема е поразлична прецепцијата после ковид пандемијата и многу голем број на луѓе и покрај тоа што немаат здравствени проблеми, се грижат за своето здравје и уживаат во спа центрите. Некако се уште кај нас имаме догмата дека ако одиме во спа центрите или во познатите бањи, ние имаме некаков здравствен проблем и претежно и во овој случај, како што се кажа, постарата наша популација. Тука би потенцирал дека ни е потребно усогласување на Законот за здравствени услуги со Законот за туристичка дејност и се повеќе да можеме да ги промовираме, но и да ги насочуваме инвеститорите токму во овој сегмент, бидејќи се уште кај нас, овие центри мораат да бидат под давање на здравствени услуги, за разлика од останатите земјини и во регионот и во Европа, кои што можат да користат термални извори и тоа да биде типично за туристичка намена. Сепак, се уште немаме прецизна статистика, односно како овие туристи да ги или посетители да ги или корисници на услугите да ги третираме, дали како туристи, дали како луѓе кои што или се домашни туристи, или луѓе кои што користат здравствена услуга. Во овој случај тоа се пациенти кои што користат здравствена услуга, бидејќи многу е мал бројот на луѓе кои што тоа приватно го плаќаат. Сега кога велите дали ги имаме потенцијалите, потенцијалите ги имаме. Видовме од директорката од изјавите дека е завршена самата стратегија. Стратегијата некаде е започната 2015-2016 година и сметам дека изминатата година Министерството за економија имаше формирано работни групи од сите комори и стручни и секако научни сегменти кои што помогнаа околу еден момент околу самата стратегија. Се надевам и сигурен сум дека и Министерството за култура и туризам ќе ги прошири работните групи и се повеќе ќе внесе во истите професионалци кои што ќе помогнат заедно секако со странските консултанти да се изроди една стратегија која што ќе биде помеѓу 10 и 15 години или на долг рок ќе овозможи внесување и развивање и на здравствениот туризам и останати форми на туристичка понуда, бидејќи ние сме толку конкурентни колку што имаме туристички производи или толку сме атрактивни колку што можеме да понудиме различни туристички производи и туристички форми во нашата дестинација. Особено што последниве години се потврдува дека луѓето, туристите од целиот свет се презаситени од масовниот туризам, бараат поинакви форми на туризам и запознавање со најразлични дестинации, па овде треба да се искористи можноста да своето место го најде и здравствениот туризам. Кај нас најразвиен е стоматолошкиот туризам. Има ли придвижување во унапредување на другите видови здравствен туризам во земјава? Некаде во 2015-2016 година се првите чекори околу денталниот туризам и негово промовирање на сајмот во Римини во Италија и тоа се случуваше и во 17, 18 и 19 година. Има одредени туроператори кои што беа заинтересирани во Италија, но сепак сметам дека и Агенцијата за туризам треба да биде повеќе насочена кон
кон специализирани саеми за медицина, но и за би кажал здравствен туризам, каде што би се представиле нашите потенцијали. Сега тука се поставува уште едно прашање, колку се нашите туроператори и давателите на услуги зрели за да создадат пакети на услуги кои што ќе бидат доволно конкурентни. Ако знаеме дека тие луѓе се таргетираат и сакаат да истражуваат, повеќе сакаат интернет и знаеме кои генерации доаѓаат, односно зен генерации кои што секако биолошкиот часовник чука и веќе се во години во кои што треба да се грижат за своето здравје и сакаат превентивно да го прават тоа, колку кај нас, првото прашање, имаме сајтови кои што ги нудат тие услуги. Така, да. Колку туроператори кај нас работат на привлекување на странски туристи да ги користат овие услуги. Сметам дека можеме да ги во овој момент можеме да ги изброиме на една рака или едната рака ќе биде многу, но тука сме за да работиме во годините кои што се пред нас. Потенцијалите ги знаеме, тука застануваме како да го развиеме, без државна помош, без можност за ефтини кредитни линии, без можност за инвестиции, ние нема да можеме да го направиме тоа. Сакам да потенцирам дека многу дестинации за здравствен туризам низ светот може да се пофалат со високо квалитетни здравствени установи, со најсовремена технологија и добро обучен медицински персонал, акредитирани болници и клиники кои што привлекуваат пациенти кои што пред се бараат врвна нега. И сега пак тоа укажува дека за развој на здравствениот туризам во земјава всушност и поидовна точка треба да ни биде зацврстување на соработката меѓу државните институции, министерствата, фондовите со цел, како што рековте, поголемо инвестирање заради подобрување на капацитетите и поголемо вложување во здравствениот кадар за стручно усовршување. Едноставно кажано, на здравствениот туризам му треба развој и организиран пристап пред се. Дефиниција која што треба да примериме, бидејќи ако ние немаме доволен среден и висок кадар во медицинските установи или всушност луѓе кои што се високо квалитетни и високо стручни, и ако имаме во овој момент сериозна миграција на тој кадар во западните земји, или требаме да го создадеме во наредните години, и затоа ни е потребен сериозен пристап, дополнително да ги насочиме и да ги обучиме и медицинските лица да го третираат на таков начин. Всушност, ние треба да имаме доволен домашен капацитет, за да можеме после да понудиме и да примеме регионален и европски капацитет. Ако знаеме дека градовите кои што ни се блиску лоцирани до границата веќе имаат такви обиди, сепак тие обиди треба да бидат регистрирани и статистички евидентирани, за да можеме да размислуваме понатаму на која страна и на кое поле да работиме во развојот на здравствениот туризам. Да, ние имаме прекрасни термални извори, но колку можат инвеститорите да дојдат до инвестициите и колку имаме ние детални урбанистички планови и можности да го направиме истото. Дали сме во можност да го прилагодиме законот за туристичка дејност, законот за туристички развојни зони, со законот за градежно земјиште, тоа се доста предизвици кои што ние сме се бореле во изминатите години. Се надевам дека и колегите кои што се понас ќе го направат истото, еден ден заеднички ќе успееме да отидеме на можеби отворење на еден сериозна инвестиција, како што се австриските терми, бидејќи инвеститорите се тука се и ќе бидат. Само треба да им создадеме услови за тоа да се случи. Ги споменавте туроператорите, јас овде ќе се надоврзам како дел од стратегијата, секако е поголемата соработка со туристичкиот сектор за поголема промоција на расположливите потенцијали и привлекување странски туризми, кога станува збор нели за здравствен туризам. И споменавте процент, уште еднаш директно ќе ве прашам колкав е процентот на македонски туроператори кои што ја нудат Македонија како дестинација за здравствен туризам. 1,78. Навистина смешна бројка, што да кажам. Јас би рекол дека е подобро отколку нешто што би било. Да, подобро нешто отколку ништо. Подобро нешто отколку ништо. Ме радува и уште еден факт, бидејќи сепак има одреден број на туроператори кои што го работат тој и не го истакнуваат како туристички производ. Јас би кажал дека бројката е малце поголема и таа не треба да не демотивира, туку треба да не мотивира. Ако можат нашите туроператори да ги нудат регионалните центри, имаме голема заинтересираност исто така од тоа, со подобрување на условите, тогаш пакетите ќе бидат токму кај нас. И велиме, ако сакаме да станеме доволно конкурентни во спа туризмот, треба да имаме сериозни инвестиции, да овозможи државата
кредитни линии кои што понатаму ќе имаат одредени бенефиции, или да создадеме туристички развојни зони на местата каде што имаме можности со термални извори. Тоа може да се случи во овој случај во Струбица, може да се случи во останати делови, како што е Кочани, може би и западниот дел на Македонија, кои што ќе искористат европски и светски грантови, па може би на тој начин ќе се возможи секако и одредени други инвестиции во домашни инвеститори кои што се заинтересирани, но и странски. Но сепак треба да повторам дека тврдите мерки и градењето на тие центри е едно, додека обучениот кадар и кадарот кој што треба да следи е може би и примарната и основната наша мисија. На тој начин ќе имаме нови работни места, ќе имаме подобрување на стандардот, ќе имаме зголемување на локалниот економски развој и се она што го носи туризмот, а секако бројките на крајот ќе го покажат тоа. Она што е многу значајно кога говориме за соработката со туристичкиот сектор, всушност здравствените туристи можат да им дадеме можност да се нурнат во богатата култура на земјата што ја посетуваат и да ги истражуваат нели знаменитостите и сето тоа што може да им го понуди таа земја, освен нели она здравствена и медицинска услуга за која што се дојдени, всушност да направиме една можност за уникатен спој на здравствена заштита и слободно време, придонесувајќи за холистичко искуство на медицински туризам. Ако знаеме дека голем број на приватни осигурувања веќе по 56-та година нудат одредени услуги на своите клиенти и ако тие аранжмани се помеѓу 5, 7 и 14 денови во одредена дестинација и доколку тоа се корективни третмани, им се нуди на истите понатаму да ја запознаат земјата. Во нивната рехабилитација, која што е многу лесна, ако е дентален или естетски сегмент, тогаш ни остануваат уште 10 дена да им ја покажеме дестинацијата и тие да потрошат вонпансионски многу повеќе отколку што е самиот аранжман или третманите кои што им се понудени во дестинацијата. Голема шанса за земји како што сме ние, кои што изобилуваат со голем број на природни убавини кои што мораме да ги чуваме, убавини кои што не треба да ги загадуваме и секако туристите не се тука да не го чистат нашето ѓубре, туку едноставно не треба да постои. И тоа е еден апел од мене, бидејќи се она што луѓето го гледаат во дестинацијата, нашето огледало, нека биде тоа чисто, фино, природно и поголем број на туристи во годините кои што следат. Би сакала кон крајот на разговорот уште еднаш посебно да се осврнеме на спа туризмот како специфичен вид на туризам во светски рамки кој што бележи постојан раст и представува значаен дел од туристичката понуда на голем број земји, особено што големи се пак и потенцијалите на бањските центри кои се наоѓаат на различни локации во нашата земја, при што со сериозен пристап кон перспективите за иден развој на спа туризмот во земјава би се добиле и одлични резултати. Спа туризмот нема сезоналност. Тој се одвива 12 месеци. Би кажале дека исто така во овој момент не е во двата наши центри туристички. Тоа е Скопје како бизнис центар кој што е некаде посетуван околу 50% од вкупниот број на туристи во годината и југозападниот кој што е првиот туристички центар и има една од најголемите сезоналности или почнува од некаде мај, завршува во октомври и се радувам поради тој по поголемиот број на авиолинии и поголемиот број на чартери кои што ќе не посетат во 2025 до 2027 година и заложбите на владата кои што ги работи на ова поле. Но замислете сега нашите термални извори да бидат доволно искористени, субави модерни хотели кои што ќе нудат покрај медицински услуги, спа услуги кои што ќе бидат за сите останати, па се повеќе и повеќе да ни бидат тие градови како Кочани, како Струбица, како Гевгелија, Куманово, Катланово, Дебар, градови кои што помалце се искористени туристички, но имаат голем број на и можности и потенцијали и секако регионот околу нив кој што ќе биде понатаму со други туристички понуди, како што се еногастро концепт и се останато. Тогаш каде ни е крајот? За многу брзо време сметам и сум сигурен дека ќе успееме со наша работа да достигнеме таа милијарда долари туристички промет од туристичката индустрија во наредните години и секако зацртаните цели во новата стратегија. Сепак би кажал дека ние не треба да се врзуваме до личности, треба да се врзуваме до институции, треба да се врзуваме до нашата татковина. Па треба да работиме сите заедно. Еден ден
заеднички да ги нижиме победите и да се гордееме на успесите кои што ќе имаме на секое поле. Ако даваме еден заклучок на сето ова што досега го разговаравме, во светски рамки мораме да потврдиме дека медицинските, односно здравствените туристи често гледаат можност да ги комбинираат нивните здравствени потреби со рекреативни и туристички активности. И всушност овој тренд пак и го поттикна концептот на лековити одмори, каде што поединците можат да се опоравуваат во пријатно и културно богати средини. Сето тоа што ние го имаме како можност и потенцијал, треба да го искористиме и да го ставиме во функција на здравствениот туризам. Комплетно се сложувам. Може би и не треба да чекаме стратегијата за туризам да ни стигне, па за да почнеме да се фокусираме. Ги знаеме потенцијалите, тие се тука, неизбежни се и неизбришливи, би рекол. Тие се природни и час поскоро повторно да ги донесеме инвеститорите, да ги искористат Министерството за култура и туризам, нашите контакти, нашата експертиза и заеднички да работиме на подобри туристички денови и многу подобри услови, но и секако и броеви и инвестиции во туристичката индустрија, која што се уште сметам и сум сигурен дека во наредните години ќе биде во петте македонски столбови на македонската економија. Така, споменавте повеќе градови кои што може да бидат вистински центри за развој на здравствениот туризам, па со следната најава сега доаѓаме во главниот град. Вам ви благодарам многу за гостувањето и со нетрпение очекувам следна прилика повторно за туризмот, разговори, можности, потенцијали и сето тоа што го правиме и ќе го правиме во иднина. Благодарам на поканата, уживам во студиото.